Со светата вода на Господ Исус Христос, штипјанецот Ванчо Стојанов се излекувал од шеќерна болест. Слушнал од своји блиски дека на неколку километри од Штип, кај манастирот посветен на Воскресението Христово, тече извор бистра вода, кој лекува од шеќер или познато како дијабетес. Како што вели земне телевизија, дошолот имал големо гајле, ама не и толку силна вера, постанал без надежта дека водата ќе го излечи. Оти во бабини деветини тој не верувал. Кога после 6 месеци отишол на контрола, ниту тој ниту лекарот не можеле да си поверуваат дека од 18 единици, тој имал само една единица шеќер во крвта, па од 2 апчиња наутро и 2 навечер, сега тој пие само едно. Вчуден за чудото и денес останува пред нашите камери. Па јас сум тука веќе 6 месеци, ја користам оваа вода и да ви кажам право дека има ефект. Јас имаше покачен шеќер 18 единици, сега пиеше по 2 апчиња на ден, сабајле и вечер. Откако почнав да ја користам оваа вода, по едно, само на сабајле и исклучиво само од неа пиење. Па случајно. Еве, со тука кој што се Борче, што е случајно, праша го, кажава ми некои други луѓе, вика, таму е добра водата, користи се за намалување на шеќерот, праша го него, дојде, почна да користам и сум задоволен. Уверителен? Да. Шеќерот ми се движе од 5.2 до 5.7. Дека постои виша сила, Стојанов почувствувал на своја кожа. Препорачува никој да не суди, бидејќи кога најмалку се надевате, Бог го отвара своето срце. Искрено да ви кажам, не сум верувал дека нешто може вамо тамо, ама сега кога користам веќе сум уверен. Гледам дека има ефект. Да. Постоја виша сила? Постоја си виша сила, значи тоа е тука и тоа е тоа. Ванчо на сите граѓани по повод велигденските празници посака само здравие, среќа и љубов, а на безбожниците само трпение без осуда, бидејќи тоа е пример дека Бог постои. Се најдобро, здравие, живот, пред се здравие на сите, а после натака само по себе секи си дое. Верба? Да имат верба, да, постои си нешто повисоко од нас, виша сила некоја и така да. Мислам дека тие што не веруват, не и посакувам ништо лошо, меѓутоа би требало да се сменат. Да веруват дека стварно си има нешто. Понатаму оно што останува е тоа дека чуда постоеле, постојат и ќе постојат, а дали граѓаните ќе веруваат останува индивидуално прашање на кое секој треба да му пристапи и да си го одговори и како што вели Стојанов, да не се осуди оној кој верува.